Над 180 милиони денари е долгот на клиничка болница Штип. Најголем дел се должи на трансфузиологија, а долгови има и кон добувачите на медицинска опрема и лекарства. Дополнително на оваа низа апарати во болницата не работат и бараат финансиски средства за да може да се поправат и стават во функција за пациентите. 185 милиони, најголеми должници сме кон трансфузиологија, околу 40-45 милиони. Други долгови код некои јавни предпријатија и немаме големи, другите се кон добавувачи на медицинска опрема и на лекарства. Со апаратурата, бројната состојба на апаратура, магнетната резонанца не работи, компјутерската томографија е со цевка која што веќе го поминала бројот на рентген испитување, подвижниот рентген на ортопедија не работи, гастроскопот не работи. Во процедура се сите тие апарати за да може да ги оспособиме. Претходната недела е направена проценка колку ќе чини поправката на апаратите кои не се во функција. Ќе се работи и на физикалната терапија, а таму ќе се постави и лифт, додава Захариев. За магнетната резонанца дека некаде околу 1,5 милиони денари е само за магнетната резонанца, без разлика колку сме должни, значи планираме од понеделник постапката за поправка на магнетната резонанца да отпочнеме, за граѓаните да добијат услуга. Друго, минатата недела во физикалната терапија бев на увид, таму со вработените направивме попис на апаратите кои што се таму и сега наредната недела ќе пуштиме барање за понуди за калибрирање, за да може нивниот број да биде поголем. Значи таму планираме поголема експанзија да има. Процедура имаше што јас ја наследив за лифт да има во физикалната терапија и тој лифт веќе е стигнат од вчера и се надевам дека за месец дена би бил во функција, со тоа што ќе добиеме 2 спрата стационарни кревети, лежеи, 40 болнички кревети, кај што граѓаните од Источна Македонија можат да добиваат физикален третман. Со експанзијата која се очекува во болницата наредниот период ќе се подобрат условите за пациентите, но и болницата на тој начин ќе има поголеми финансиски средства.